А како е во Преспанскиот регион? Впрочем, последните минути ги посветуваме на овој регион и органското производство. Под планините на Галичица 10 години семејството Транталовски произведува различен вид на овошки. Токму на оваа тема разговараме со последниот соговорник, барем во овој блок. Пере Транталовски го имаме на Скайп. Пере, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Се надевам дека ќе го имаме режија во моментов, ни требаат неговите искуства од Преспанскиот регион да видиме што се произведува, каква е македонската почва, дали е плодна, што од тоа како производство го бараат нашите граѓани и дали воопшто се цени органското производство, имајќи предвид дека е малку поскапо од останатите производи. Пере, добро утро. Добро утро. Најпрвен благодарам за поканата во вашата емисија и ако може прашањето не го слушнав Ќе го повториме секако. Она што ме интересира сосема накусо во интерес на времето. Колку време се занимавате со органско производство на храна и какви се производи вие нудите? Вака, значи, јас од кога памтам од мојот живот се занимавам со земјоделие. А со органско производство негде започнаме пред околу 15 години и со некој друг на овоше, пошто Преспанскиот регион е познат по јаболкопроизводството, ние се одлучивме на некој друг на овоше кој е погоден за органско производство и одлучивме да ставаме јаткаски плодови. Така. Ајде околу тоа што произведувате денеска. Нели, кога ќе кажеме Преспа, веднаш не асоцира на јаболка. Поздрав, Пери, од мене, јас бев гостин на вашиот тим од пред неколку месеци. Не знаеш, Кристина, каков путер од лешници пробав. Тоа треба да се проба, да. Единствен сте меѓу другото во овој регион или колку ве има на број производители? Вака, значи ние произведуваме повеќе видови на овоше. Најпрвен започнавме со јаткастите плодови, значи посадивме насади со лешник, мал дел со орев, па потоа ставивме и од бобинастите растенија дел од малини посадивме, аронија, боровинки немаме, и во последно време, последниве 3 години, и нашите јаболкови насади кои беа во конвенционално, значи производство, третирани со хемија, ние се одлучивме да преминеме во конверзија, значи превод од конвенционално во органско производство. И сега и нашите насади со јаболка исто се органски. А колку чини да си органски производител во Македонија? Дали се финансирате сами или пак се пријавувате и на повиците на субвенции? Например, има еден таков до 25 декември од страна на Министерството за земјоделство. Од помош ви се сите овие работи? Така, да, вака. Значи, ние државата не субвенционира. Во органското производство имаме покрај основните субвенции, највисоката поддршка ни е до 70% во воштарството, повисока субвенција и тоа е добра помош за нас. Значи, ние сега се знае дека органското производство е многу поскапо за одржување од конвенционалното производство. И немаме голем избор на препарати, значи, листата на дозволени препарати не значи органското производство не значи дека не се третира. Ама ние третираме со препарати дозволени во органско производство кои не се штетни за почвата и за животната средина, па после за луѓето. Ние значи ако немаме здрава почва, немаме и здрав живот, и здрава храна. Тоа е нормално. Затоа значи така. Да. И добро е да потенцираме меѓу другото уште еднаш дека тоа што е органско не е непрскано, туку е соодветно третирано. Пред малку ни беше гостин професорот Тоша Арсов од Земјоделскиот факултет и морам да кажам дека ве посочи како еден од ретките производители кои што навистина амбициозно е влезен во целата оваа приказна. Па еве и на самиот крај некако да им објасниме и на нашите гледачи кога зборуваме за органска храна и кога одиме на пазар да побараме некаков органски производ. Што точно треба да бараме? Значи вака, на пазарот најпрви и најбитно е ние како органски производители, ако не сме сертифицирани од сертифицирана куќа, така имаме 2 во државава, значи добиваме сертификат, имаме контроли на терен се вршат тука, не смееме да користиме значи недозволени средства и да излеземе значи да направиме производ. Сега некогаш имаме многу добар производ, некогаш климатските промени си го прават своето, производот ни е многу со полош квалитет. И затоа на пазарот може да имаме многу лични производи некогаш,
а некојаш и така за око што викаме ние погарди, али битно е да се здрави. Најбитно е производот, значи ние што го нудиме на пазарот да е сертифициран. Значи не сертифициран производ е сумлив. Ако никој не го контролира тој производ, ние откаде да знаеме и потрошувачите, например, дали е органски. Затоа постојат тие сертификациони куќи, затоа ние имаме голем трошок на тоа и не можеме значи некој да продава органски производ, а да не е сертифициран. Затоа потрошувачите треба да си прашаат дали производот е сертифициран. Тоа е најбитно. Значи ако е сертифициран, тогаш некој го контролира тој производ. Така. Тоа е. Пере, благодариме за вклучувањето во Македонија наутро. Охрабрувам младите да превземат мерки да преминат од конвенционално во органско производство. Благодариме за гостувањето. Ветувам дека ќе ја донесам и колешката Кристина на вашиот тимот, на сето тоа што таму го поседувате. До следно гледање, поздрав до тебе и благодариме што на овој начин ја заокруживме темата за органско производство.